Добро утро, добро дојдовте. Добро утро секогаш кај вас, добро утро. Да, тоа сега да кажам, посебно ме радувате што досега барем никога сме немале проблем, претпоставам дека така ќе биде кога треба да подискутираме нели за некоја ваква тема, посебно кога ги опфаќа нели она најранлива категорија децата. Така. Дали треба деца да се вакцинираат? Веројатно се предизвика така едно големо чувство кое некако таласаше во последниве времиња, меѓутоа сега доби некако во поголеми димензии околу тоа дали треба или не треба да се вакцинираат децата. Значи, сепак медицината е таа која го одлучува одговорот на сето ова, а најрелевантните луѓе кои што треба да одговорат тоа се оние кои се занимаваат со превенција, односно со спречување вистински на болести заради кои постои практично оваа вакцинација, заради кои е измислена, дојдена до одредени медицински докази дека ако се вакцинираат децата сигурно ќе се спречат болестите против кои и вакцините постојат, а со кои се предизвикуваат болести кои навистина можат да го однесат лесно животот, посебно на детето. И во оваа прилика би сакала да кажам дека пораснувањето на тој колективен имунитет што се прави практично преку вакцинирање континуирано и законски одредено во државата, се оневозможува да тие болести кои дел од нив се веќе ерадицирани, не се возвратат, односно не предизвикаат повторно, да речеме, одредена реакција со која што како поланец би можело да се низ целото население дистрибуира и да се направи реална болест. Кога не знаете нешто, кога едноставно само од зборување ви се кажува оваа болест изгледа вака или така, тогаш немате представа што е тоа реално. Меѓутоа, токму тоа и вакцината го прави, да се спречи за да не ја видите реално болеста како изгледа. А сигурно дека тоа во одреден временски период во животот во минатото носела и косела практично човечки животи. Да. Споменавме болести, против кои се болести се вакцинираат децата? Знаете како, за да се направи еден одреден календар и за да се направи одредено, да кажам, медицински потврдено, како да речем, една агенда на кој начин треба тоа да се даде кај децата, ние го велиме тој календар за вакцинирање. Постојат педиатриски здруженија, значи ние си имаме наше педиатриско и неонатолошко здружение каде што цело време ги дискутираме токму овие проблеми од страна на лекарскиот пристап кон тоа и за разлика од тоа нели постојат одредени други здруженија на родители, на едно, на друго, на паталци, на тие кои поминале одредена голгота и после кои се создаваат и други така наречени погрешни мислења. Меѓутоа, оние кои се компетентни за да го означат, за да го променат, ревидираат тој календар за вакцинирање, представуваат педиатрите, односно лекарите. Значи, ние имаме наше здружение, ние сме во Европското здружение, во Европската асоциација и во Светската, каде што цело време на тие симпозиуми го коментираме токму овој проблем за вакцинирање. Верувајте ми, не постои конгрес педиатриски, каде јас се трудам заедно со сите мои колеги од детската клиника и останатите кои се занимаваат со проблематиката на децата, да не одиме по тие конгреси барем еднаш до два пати годишно, а да не постои тема која вели имунизација. Значи, сепак имунизацијата и понатаму е тренд, и понатаму дури календарот за вакцинирање, кој кај нас е сведен на тие кои ќе ви ги кажам сега, основни вакцини кај децата, меѓутоа тој дури се проширува. И во Словенија дури, каде што имам често прилика да патувам, независно и во останатите европски земји, Америка, тој календар не се состои само од овие 6 примарни вакцини што се земаат. Туку е уште повеќе проширен кон оние поактуелни болести кои се сега, да речам, болести на модерното време. Да. Значи, кај нас постои вакцинирање од ДТП, полио, хепатит, односно за против менингит или ХИБ, и тоа се тие така наречени 6 примарни вакцини кои што се примаат во првите 6 месеци. И се знае, си почнува вакцината од третиот месец, па после 40 на дена се ревакцинира и ревакцинира. На тој начин се стимулираат така наречените плазма клетки и оние меморирачки клетки со кои се создава тој траен имунитет против овие болести. Затоа е најдобро да се вакцинираат во првите 6 месеци. А оној календар кој е проширен во светот, во себе содржи и против пнеумокок или најчестата горно-респираторна инфекција, тоа е пнеумококната инфекција, и ротавирусот или оние така наречени гастроинтестинални инфекции, кои можат навистина кај детето да предизвикуваат тешки дехидратации, односно и да не речам понатаму да доведат и до потешки, да речам, компликации. Значи, календарот за имунизација во светски рамки и дури се зголемува, кај нас е сепак на оној, да речам, стандарден календар за имунизација. Да, ете, за мирна глава, за помалку нервози и проблеми понатаму со децата, очигледно, како што кажавме, некои земји го прошируваат, нели, тој список. На крајот ќе споменеме еден интересен прекуокеански кој што го споменавте, нели, пред да се вклучиме во живо. Дали ризикуваат родителите ако не ги вакцинираат деца? Апсолутно, да.
Значи, уште веднаш и ви споменав дека доколку вие не знаете што е тоа практично, ако не знаете болеста, за тоа сепак се одговорни педиатрите, односно матичните лекари, кои треба да ви го објаснат тоа и да ви кажат дека тоа е облигаторно, дека тоа е под законска регулатива ставено и дека апсолутно сите деца треба да подлежат уште од самото раѓање. Значи, во породилиштата се вакцинираат од туберкулоза, односно БСЖ добиваат, тоа го знаеме, уште од времето сите го памтиме тој момент. Како е и од хепатит Б, понатаму продолжува тоа ревакцинирање како што го набројавме и со тоа што доколку родителите на свој сопствен ризик се решат тоа да не го направат, ризикот е нивен. Меѓутоа, бидејќи знаете, веќе често пати зборуваме какви све родители има. Сепак родителите се тие должни да го направат тоа кон сопственото дете, а од друга страна и ние лекарите сме должни да седнеме, да разговараме со родителите, да им го објасниме ова сега го зборуваме, дека болеста што би можела да дојде носи огромен ризик верзус самата вакцина која се дава, бидејќи сепак статистиките тоа го потврдуваат, како што кажавме, поради тоа што со нив сепак се намалува она што може да дојде до реална болест која може и да рековме. Што останува до родителите? Сепак останува нивно право, вие ги советувате? Апсолутно ние ги советуваме, останува до родителите и сега знаете, си има законска регулатива, ги потсетуваат со картончиња и ги праќаат дома, па ги повикуваат во матичната кај своите матични лекари за контрола и облигаторни се родителите, посебно во првата година да посетат педијатар. Тоа е, мислам, нешто кое што е најспецифично, бидејќи знаете, човекот од самото раѓање, како новороденче или бебе, до првата година расте највеќе и никогаш повеќе нема така да расте во животот, се развива во една таква, да кажам, станува човек практично проодува и тоа е еднаш за секогаш во животот и никогаш повеќе нема да го помине тој таков период. Понатаму се е веќе полека, да кажеме, кон доближување кон возрастниот, кој не е исто како оваа прва година. И затоа и во првата година се вакцинираат децата. Затоа во првата година се случуваат овие промени кои педијатарот е тој кој што ги одредува, ги приметува, ги насочува, разговара со родителот и на тој начин сигурно немате неуспех. Имате само здраво дете кое и понатаму се справува со животот на убав начин. Добро. Една од причините поради кои што сакам да се видиме денеска, што е со вакцината која уплаши некои родители кои ја примаат децата во 13-тиот месец? Значи, од тој календар за вакцинирање ги набројавме овие вакцини, меѓутоа во 13-тиот месец по тој редовен стандарден дел доаѓа вакцината за заушки, за сипаници, односно за ситните сипаници и тоа е така наречената ММР вакцина или морбили мамс паротис и тоа се фактички болести, односно вируси кои можат да предизвикаат сепак сериозни, да речеме, заболувања. Знаеме што може за ушките да направат, знаеме што можат и овие сипаници, ситни, мали, така натака. Значи, сето тоа пак ќе кажеме доста една специфична состојба која кај нас на клиника, јас сум имала прилика, бидејќи веќе скоро 20 и неколку години како работам, да видиме евентуално последици од тоа да, кога би ја примиле вакцината, ако евентуално осетат родителите дека после недела дена се качува температурата, истата може да предизвика одредени реакции, се јават на педијатар и кога ќе оди тоа под контрола може да се спречи евентуално компликација од вакцината. Излезе веќе пред известен период, да кажеме, болест во модерното време, тоа аутистик-лаик синдром, кој што е предизвикан кај голем дел од децата под наводници поради давањето на оваа вакцина, која го стимулира, да кажеме, одредени делови во централниот нервен систем, кои што ќе предизвикат понатаму кај детето едно однесување, кое сигурно не е пријатно за родителите и кое што го велиме како аутистично или свртено детето кон само себе, едноставно поголема нервоза и некако една група на родители почна да го асоцираат тоа со оваа вакцина. Наводно, нивните деца после вакцинирањето почнувале да ги добиваат овие симптоми. Но сето тоа ќе влезе во обликот на шпекулација, доколку не е медицински потврдено. И постоеа такви разговори и ние исто бевме вклучени во тоа што ние размислуваме кои се нашите искуства. И само медицината базирана на докази, статистиката исто така, и сите работи кои ќе ги разгледате, онака и на сите оние симпозиуми каде што отворено јавно зборуваме, ако би било тоа, тогаш зашто е вака или кај вас какво е искуството. Сепак, последните проучувања што ги направивме дека вакцината е убаво да се прими пречистена, значи да нема токсини кои би можеле евентуално да провоцираат некое такво, да речеме, недоразбирање кај родителите кое може да се асоцира со аутизмот и така натаму, и сепак тоа е генетска предиспозиција. Значи да се разбереме одредени болести, вие ги тригерирате од надвор,
ама секој организам си е сепак предиспониран кон тоа. Не е тоа причинител за да имате Може аутизам. дозволи да не дозволи, да. И тоа е веќе она кое што како последно, како заклучок го изведовме, тоа дека сепак пречистената особено вакцина, па и оваа претходната, затоа што сите сме живеели и претходно, па немало толку многу проблеми, па сме ги вакцинирали со непречистени вакцини, така наречени обичните вакцини, па немало толку многу такви проблеми, така да сепак заклучокот лекарски од нашата фела е дека безбедноста на вакцинирањето е максимална. Убаво е, пак ја кажам, да бидат истите пречистени, меѓутоа и да не се, сепак стравот од тоа да, ако вашето дете во иднина го изложите на ризик да добие заушки, а знаеме дека последиците се страшни, може дури да доведе до стерилитет, или кај девојчицата рубеола, која може исто така да доведе до, не дај Боже, несакани последици во текот на бременоста, или така натака, значи ризикот е многу поголем отколку кога би се вакцинирале и доколку има компликации од вакцината, тука сме ние да помогнеме да се веднаш. Да. Околу тоа јасни сме сега. Добро. Иако имав јас беше спомнат аутизмот, па јас не сум доктор, ама знам од прилика дека нели тоа е вродено, па велам се како тоа го добиваат, ама тоа се очигледно некој значи. Може да се испровоцира, меѓутоа етиологијата на оваа модерна болест, јас сум сепак педијатар, можам да ви кажам дека треба да си ја бараме и во други причинители, не е само да речеме одредени вака работи на кои можеме многу лесно да се повикаме и да кажеме тоа е причина за аутизмот. Знаете како животот се смени. Една фамилиарна убава сплотеност, еден убав разговор со децата за кој јас постојано водирам дека е многу важен и клучен, а не постојано нашите амбиции, вклучувајќи ми мене. Така да мислам дека сепак треба малку да се размислиме околу тоа што правиме, како ги храниме нашите деца, како живееме, на кој дел треба особено да обратиме внимание за да имате едно здраво дете кој ќе биде насмеано со своите родители, а не постојано во некоја нервоза која после тоа сигурно ќе роди. Имаме една интересна тема која што денеска ќе дискутираме со гледачите, ќе ве прашам малку кога ќе завршиме. Сакам нешто околу разликата во валетноста кај вакцините. Ако има некоја нејаснотија веќе кај луѓето колеги. Во процедура сме и ние, имаше обид пред 3 години да ги внесеме овие пентовалентни, хексовалентни вакцини, значи тоа се пречистени вакцини, вака чисто народот да знае, сигурно дека пречистенота се состои во токму во она што е утврдено дека знае да направи последици од самото вакцинирање или контраиндикации. Ги велиме ние, а последиците се и ги има. Значи јас сепак апсолутно го кажувам тоа дека сме гледали кај една група на дечиња, посебно кај оние кои што поминуваат да речеме низ нашата неонатална интензивна, каде што поминале одредени проблеми во текот на раѓањето, каде што имале незрело белодродие, ве знаете, зборувавме нели се расте процентот на предвремено родени новороденчиња, кои што поминуваат одредена ситуација која бара заштита дополнителна и превенција да не некој да речеме надворешен агент предизвика одредена несакана реакција кај нив, и кај тие деца почнавме да ги даваме овие пречистени вакцини, со што се очекува дека одредените субстанции од кои се прави самата вакцина може да предизвикат температура, значи нагон за повраќање, да го стимулират едноставно целиот организам кон една реакција на самата вакцина. И тоа сме го гледали, значи пак ќе кажам, и секојдневно имаме, бидејќи се облигаторни матичните лекари да ги пријавуваат тие, дел од нив дури завршуваат на клиника и веќе имаме евиденција за група на деца кои прават реакција на вакцината. И тоа и го побуди практично сето ова вака, да кажам на некој начин една разбрануваност во јавноста која што предизвика. Јас и понатаму ќе кажам веројатно и порано тоа го имало и сега го гледаме, се сме малку подобро веројатно организирани, па можеме полесно да допреме до. Меѓутоа јас се сеќам и во моје време, иако далеко од таа дека сум некоја многу да речеме возрастна личност, меѓутоа и во моје време се внимаваше ако се вакцинираш да си земеш парацетамол, да си имате дома евентуално кокачи температура, значи се очекувало вакцината да предизвика одредена несакана реакција. Сме гледале, гледаме. Повраќање може да се јави, че може да се јави висока температура, дури многу висока температура, една омалаксаност кај детето, значи сепак се тоа последици после 2-3 дена од реакција на самата вакцина и поминување на сите тие, односно јавување на самиот имунитет. Не би коментирала дека тоа носи некои не знам какви тешки последици, бидејќи мојата работа е токму баш во такво оделение каде што не дај Боже се случува тоа, не сме имале такви ситуации, значи сепак се безбедни, но би рекла дека овие пентовалентни и хексовалентни вакцини кои се сега тренд во светот и за кои јас лично исто така се ангажирам многу да ги донесеме во нашата држава и да бидат за целата популација да може да ги употребуваат, се едно нешто кое што содржи во себе
неголем, немање ризик, значи ризик за температура еве не сме гледале, дека од нив може да се качи температура, може да направат дополнителни реакции кај децата, значи се сепак да речем на некој начин по-заштитни и се по-безбедни на некој начин и се разбира со едно боцкање завршувате целата работа. Додека за разлика овие другите морате и лажиче да употребите, па ги боцкате, па уште едно боцкање, малце тој дел е полесен и подостапен, значи вакцинирање да, ако може да ги донесеме за целата популација овие пентовалентни, хексовалентни, ќе завршиме работата полесно. Ги нема или многу се скапи? Ги нема во нашата држава. Да, ги нема во нашата држава, морам да кажам, и се дел ги увезуваат од надвор. Јас сега можам да слободно да кажам дека бидејќи присуствувам на сите симпозиуми, Србија веќе одавна ги има воведено, еви и Косово дури. Да не зборуваме за околните држави, Бугарија, Албанија, Грција. Да. Албанија мислам дека веќе и она е баш на ова наше ниво, значи ги размислува да влезат, и сепак тоа треба да биде на ниво на Министерство за здравство, да биде одобрено од сите од страната на владата на Република Македонија, меѓутоа постепено ќе дојде тоа. Значи околните земји веќе ги даваат. А да не зборуваме за Словенија, да не зборуваме за Хрватска, да не зборуваме веќе за Европа. За дури таму и патронажите сестри од дома ги вакцинираат, бидејќи со one shot, што се вели, да. Браво. Со едно боцкање се завршува целата работа, детето е среќно, весело, не се дополнително травматизира. Ама тоа се земји каде што сепак социјалната структура е малку поразлична. Така сепак сакаме да си го видиме лекарот, сакаме да си поразговараме со него, сакаме да ни даде некој совет дополнителен и тоа е пак ќе кажам првата година кога е најкритичен периодот на растот и развојот. Околу купувањето на вакцините, на што треба да се внимава? Слушнав некоја изјава ваша вчера, завчера околу ладниот ланец. Така. Да, мора сепак да се зачува таа температура која што велиме дека ги држи супстанциите активни. Иначе ако биде температурата висока, знаете дека се деактивираат супстанциите кои ја одржуваат вакцината за да биде ефективна. Мислам дека околу тоа убаво ќе биде кога пак ќе кажам на ниво на целата држава би се носеле во специјални фрижидери на +2 до +4 степени, тој ладен ланец би бил запазен на ниво на повеќе вакцини, не само еден, вака еден родител купува па ја носи така натака, меѓутоа има тој ладен ланец се запазува во фрижидер, не е тоа толку комплицирано и страшно, сепак не е тоа така малку да биде температурата покачена или симната па веднаш да се деактивира вакцината, стравот е оправдан. Меѓутоа доколку тоа пак ќе кажам биде направено на паметен начин, тогаш не би требало да има проблем. Ладниот ланец, значи тој кој што е клучен во целата работа, ама пак ќе кажам кога ќе биде тоа на ниво на целата држава, ќе бидат сите безбедни и среќни, полека одиме во тој правец. Ако дај Боже. Ево, оно што сакав да ја прашам кога го споменавте малку пред малку за нели домот и она што се создава нели како поколение, ние ја третираме љубов тоа недела како тема, бидејќи нели се одбележува Свети Трифун, Свети Валентин, оние кои што сакаат така, значи се е во знакот на срцињето те сакаме така натаму. Едноставно прашање, колку љубовта во домот создава среќно и здраво поколение? Единствено тоа го создава среќното и здравото семејство, знаете како, се почнува и завршува таму. И колку и да мислиме дека децата тоа не го чувствуваат, сите студии покажуваат дека вика еден отишол и прашал лекар на 3 годишна возраст зашто моето дете е толку нервозно и не сака да ми прави разговор како што сакам јас. Каснеш 3 години, 9 месеци. Значи не само што детето е 3 години, туку и 9 месеци додека било во утробата на мајката, се важни за да може да се има така една позитивна емоционална поврзаност која што треба да се обострано нели гаи и од страна на самите дечиња, односно децата не знаат, него морате вие прво да ја дадете, а потоа сигурно ќе ви биде возвратено на еден начин на кој што и вие самите го давате тоа на вашето дете. Значи љубовта по мене, емоционалниот позитивен пристап. Не можеме секогаш да бидеме среќни, не можеме секогаш да бидеме весели на смејани, но да се сепак барем пред децата се трудиме да покажеме една позитивност, бидејќи тие многу се суптилни, нежни, го чувствуваат тоа и реакцијата веќе се гледа. Она што е и во аутистик-лайк синдром е токму тоа, не вакцинирањето. Тој однос, таа љубов, тој емоционален пристап кој се изгуби. Да, се е во принцип поврзано. Го поврзавме одлично. Многу ти благодарам. Ме прашавте за вакцинирањето во однос на мои пациенти кои беа дојдени од Австралија. Да. И сакав да ви го кажам и тоа бидејќи убаво јавноста да го дознае. Имено наш
граѓанин македонец кој што живее во Австралија со австралијанка, женет решиле да дојдат тука и доаѓаат ме наоѓаат мене и ми ја покажуваат нивната книшка и доаѓаат нормално да се советуваат со мене за вакцини. Јас кога отворив книшката, кога видов детето на 2-месечна возраст, колку се вакцини примило, значи оно ги примило и хексовалентните вакцини, значи сите 6 во едно, дополнително за ротавирусот примило, дополнително за пневмококот. И вика, ние докторки ќе си ги земеме, ќе најдеме начин, морате вака да продолжите, пошто вика ние така и почнавме толкав список на вакцини и се консултирам со мојата главна сестра, велам дали ова да го направиме тука. Доктор Софијанова, до сега не сме го правеле, значи и ние, кои што сепак шетаме малку повеќе, па ни беше невообичаено, да кажам, меѓутоа во консултација со нивниот матичен лекар, разбравме дека никаков и немаше никаков проблем. Така да сепак еден позитивен апел до идните мајки, до сегашните мајки, дека сепак треба да бидат безбедни во однос на тоа, меѓутоа, пак ќе кажам, ако можеме подоброто да им го дадеме на децата, дајте да им го дадеме и тоа е мојата борба и моето заложување. Значи, ако можат тие да се набават и да дојдат во комплетна програма како сите останати, тоа ќе биде мојата идна заложба во недостанатите. Надвор од сите. Надвор од се. Ви благодарам уште еднаш многу.